Добри ден на мојот подкаст Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам да го зборуваш македонскиот јазик без страв и трема. Она што сакам да зборувам во оваа подкаст епизода е колку навистина подкастот ти помага да го зборуваш македонскиот јазик. Јас како личност сум голем љубител на подкасти дневно. Секогаш наоѓам време да слушам подкаст на темите кои ме интересираат. Обично се тоа јазични теми и слушам подкасти на повеќе јазици, бидејќи сакам и мене тоа лично ме интересира како јазикот ни влијае на нашиот мозок, како когнитивно подобро можеме да се изразуваме ако знаеме повеќе јазици, и самата зборувам повеќе јазици во текот на денот. И не е иста не можеш исто да кажеш оно што сакаш да го кажеш на 3 јазика. Ти треба на конструкција, посебна конструкција и редослед на зборови во реченицата на сите јазици кои ги зборуваш посебно, бидејќи секој јазик си има свој начин на составување на реченици, односно свој правопис, своја граматика, свој ритам, како речениците се зборуваат, изговараат, пишуваат, и јазичните теми секогаш ми се интересни за слушање, особено делот на невронауката, каде што ни кажува како, кога ќе откриеме кој начин на личност сме, многу побрзо и полесно можеме да научиме да зборуваме јазик. Денеска сакам да зборувам за тоа колку може подкастот да ти помогне да зборуваш некој јазик. Мене ми има помогнато да го активирам јазикот кој можеби во моментот не го зборувам, но подкастот за мене, по моје мислење, мислам дека може да помогне 80% за твоето зборување на јазикот, односно конкретно 80% за зборување на македонскиот јазик. Колку и да сакаш да ги слушаш сите епизоди кои постојат на светот, сепак за зборување на јазикот потребно е зборување. Тоа е она што го кажувам кога ќе ме прашаат, како јас да зборувам македонски јазик, како да зборувам добро македонски јазик ако сите изборни говорници. Јас она што го кажувам на сите е, мораш да го зборуваш македонскиот јазик. Јас препорачувам да се читаат книги секако за подобро зборување на јазикот. Книгите се тука да ни помогнат подобро да ги изговараме зборовите. Подобро да го научиме, да ја научиме конструкцијата на речениците, како тие одат. Подобро да научиме како тие распоредот на зборовите во речениците. Но за да го зборуваш македонскиот јазик, можеш да зборуваш со некој кој зборува македонски. Тоа е единствениот и најбрзиот начин за подобро зборување на македонскиот јазик без страв и трема. Подкастот може тука да ти помогне како аудио извор. Книгата е пишен извор, подкастот е аудио извор, но за 100% зборување на македонскиот јазик без страв и трема е токму зборувањето. Зошто го формирав овој подкаст? Го креирав од причина што луѓето кога ме прашуваа како јас сакам да зборувам македонски, но немам од каде да учам. Сакам да зборувам, сакам да слушам македонски, но освен песни и филмови нема каде да учам. Потоа луѓето исто така ми се јавија кои велат постојат подкасти на македонски јазик и јас ги имам видено и слушнато, но тука теми се обработуваат, теми од секојдневен живот, од случувањата во Македонија, така делење на некои лични приказни, успеси во кариери, но не сретнав некој да зборува за македонскиот јазик
и да ја обработува таа тема од оној јазичен дел, од оној когнитивен дел, како нашиот мозок работи кога сакаме да научиме нови јазик, да зборуваме, на што да внимаваме повеќе, кои извори да користиме, што е она што им помага на едни луѓе, што им помага на други луѓе, во зависност од тоа дали си визуелен тип, односно повеќе ти помага кога читаш и кога гледаш, или пак си аудитивен тип, повеќе ти помага да слушаш, затоа што јас имам запознаено луѓе, но и од читање на литература. Постојат три типа на луѓе. Визуелен, кој е човек кој еднаш ќе прочита книга, лекција или ќе види некој графикон и тој тоа го помни. Не му се потребни додатни пишување на домашни задачи или некој да му зборува во позадина аудитивно да му го представува тој графикон. А од друга страна пак постојат аудитивни луѓе, аудитивен тип на луѓе, кои што помнат работи кога некој ќе им го зборува. Односно кога ќе им прераскаже. Кога ќе им го прераскаже тој графикон или кога ќе им ја прераскаже таа приказна, луѓето така ја помнат. Не помнат од пишување. И постои трет тип на луѓе кои што работите ги помнат кога се во движење. Значи, тие обично за такви луѓе и за такви деца ќе кажат: тој не мире на часот, станува нон-стоп од местото, оди во WC, во тоалет, нешто се врти. Но всушност тоа таква типна личност е тоа дете и поцна возрастна личност најдобро учи кога се движи. Значи, се движи, па тогаш некој му зборува нешто или се движи околу масата и црта и така повеќе ќе научи. Сите сме некој тип од овие три и колку подобро ти ќе откриеш кој си тип, толку подобро ќе ти помогне во учењето на сите работи, па и за македонскиот јазик. Јас сум дел визуелен тип, но аудитивен кога станува збор за јазици и подкастот го креирав токму со таа цел, бидејќи мене многу ми имаат помогнато јазичните подкасти за активација на моите за знаењето на јазиците кои ги знам и зборувам. Токму со таа цел го креирав овој подкаст, да можеш да седнеш во автобус кога одиш на работа или дома кога се опушташ или имаш слободно време, а сакаш да се потсетиш на македонскиот јазик. Токму овие епизоди се формирани околу 10 минути, плюс минус зависи, некоја е 7, некоја е 12, и да ти помогне да го активираш македонскиот јазик, односно твојот мозок да ги активира речениците на македонски јазик, а да ти помогнат подобро да го зборуваш истиот. Доколку сакаш да работиме на твоето подобро зборување на македонски јазик, секако можеш да ми се јавиш во порака и да го пополниш прашалникот, или да ми пишеш на мејл на mariamalenovitz92@gmail.com и тука ќе ти одговорам кои се следните чекори како можеш подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Те поздравувам до следното слушање на некоја друга епизода.